наредниве минути во бекстеж на мое огромно задоволство, верувам дека ќе биде и на обострано со вокалот на една од најдобрите групи кај нас. Музика во која што сите уживаме долги години, цели 25, и токму тоа е поводот за нашиот денешен разговор, бидејќи по повод 25 години кариера, Љубојна ќе направи еден спектакуларен, голем, преубав концерт како што им доликува. Добро дојдовте во бекстеж, Вера Милошевска. Добро ве најдов и многу ми е драго што се гледаме на вакви преубави поводи. Што следува 29 март? Ајде да го најавиме она што грижливо, внимателно го подготвувате за вашата верна публика. Следува еден убав концерт, едно топло акустично искуство во манир на Љубојна, следува нешто што ние го правиме сите овие 25 години, во кој што сме во симбиоза со нашата публика, нашите фанови, музичари кои што се инспирира од оваа идеја наречена Љубојна. Концерт кој што ќе има многу нова музика и ќе има исто така два интересни дуети со наши драги колеги и дури може вака ексклузивно да ги најавиме. Тоа ќе биде Дина Јашари и Пијан Слави. Мислам дека ќе биде интересна спојка и се она што е во манир на Љубојна значи дека публиката во наши раце напати е разгалена, напати е разиграна, ама секој пат е нахранета со многу музика и со еден дух кој што сите овие години навистина шири и ова е само 1/4 Љубојна. Шири македонска музика, македонска култура, на сите можни начини препрочитана, не се плаши од експерименти и Љубојна е навистина успешна идеја за музика. Бевте инспирација и мотивација и се уште сте за многу млади бендови кои што тргнаа по вашиот пат. Колку сте горди на тоа? Па добро, не знам дали гордост е вистинскиот начин да се опише тоа, но тој линк кој што е направен и таа инспирација, тој мотив кој што е разбуден е навистина голема радост. И тука не станува збор за колку успешни проекти се родиле, нели од кога се појавила Љубојна, меѓутоа интересот за македонската музика на некој начин навистина порасна. И убавото е и она на кое што сме горди е дека Љубојна стана јадро од кое што црпеа и се уште црпат многу млади музичари, многу нови имиња, многу луѓе кои што се занимаваат со музика. Знаете, кога работите музика, вие не се ограничувате на... Да, ние сме од Македонија и ова е во база македонска музика, но македонската музика, како и секоја светска, комуницира една со друга и она што можеш да го направиш е да покажеш каде се прегрнуваат овие различни естетики музички. Препорачале на сите оние кои што во моментов не следат на Телма и се прашуваат како тоа да се опстои во нешто, дали е љубовта кон она што го работите главниот двигател? Како се опстојува 25 години и понатаму? Па патеките се долги и секој пат идејата е баш таква. Мора да се размислува на долги патеки. Ако љубовта не ве води, што би ве водело друго? Која мотивација би била толку долгорочна? Нема ништо што може толку долгорочно да ве држи во една состојба во која што вие би сакале да се менувате, да растете, да менувате и да создавате, освен љубовта. Треба многу да го сакаш она што го работиш. Ако си музичар, треба многу да сакаш музика. И во се што правиш, веројатно. А што најконкретно ќе им порачам, се разбира да дојдат на концерт на 29-ти, заедно да уживаме во таа убава акустична атмосфера, да се препуштат на наши раце
затоа што вечерта ќе биде навистина незаборавна. Ќе има многу новини и слушате понатаму љубовна, слушате македонска музика, инспирирајте се, бидете добри луѓе секој ден. Тоа не е начини. Еден мој пријател секој пат повторува, смеењето е без пари. Значи, останете позитивни, животот и вака и така мора да се случи. Ама за да се случи, фали онаа трошка љубов, малку да не. И многу музика, малку да не одржи. Вера, ви благодарам многу што одвоивте од вашето време за екипата на Бекстејдж на 29-ти Македонска филхармонија, ќе бидеме и ние таму. Ве очекувам и веќе знаете што може да ве очекува со љубовна. Секој пат ново изненадување и секој пат убав концерт.